За еден месец треба да заврши реконструкцијата на патот Кочани-Делчево. Над 90% од оваа делница е завршена и останува уште мал дел за нејзино комплетно завршување. Овој пат е со должина од 30 километри, вкупна вредност 6 милиони евра, кои што веќе е во завршна фаза и остануваат уште 2,5 километри да се рехабилитираат. Офаќа 18 мостови, 4 слечишта или каменоломни, како да и кажеме, кои што представуваат многу голем проблем на овој дел од патот. Реконструкцијата на оваа делница е исклучително важна зашто води кон меѓународна граница. Радува фактот и сознанието дека интензивно се работи на реконструкцијата на патот, што е главниот крвоток за поврзување на истокот со Бугарија и на целиот исток, кој навистина беше во очена состојба и како што сите заедно гледаме дека веќе интензивно се работи и еден голем дел е веќе завршен. Околу 14,3 километри од оваа делница минуваат низ општина Виница. Овој дел можеби е еден од најкритичните во државата. Еве гледаме дека неколку пати имавме проблеми, патот беше блокиран и меѓутоа гледаме дека сега се минираат најкритичните места. Обезбедивме средства од 52 милиона денари плюс за реконструкција и за проширување на патот од Виница до Делчево преку село Бигла. Ова е само дел од инфраструктурните инвестиции планирани за овој дел од државата. Исто така сакам да се надоврзам дека за овој Кочански регион предвидени се во наредниот период да се вложат 70 милиони евра покрај овој пат, значи Кочани-Делчево. Предвидено е да се прави патот, значи Кочани-Пониква. Предвидено е експресниот пат, знаете, кој што е Штип-Кочани, исто така да се направи реконструкција на обиколницата во делот на Кочани. Министерот минатата недела го означи стартот на работите на изградба на експресниот пат Штип-Радовиш, а денес најави дека до крајот на август треба да заврши и тендерската постапка за изградба на вториот дел од експресниот пат Штип-Кочани, односно делот од Крупиште до Кочани.